На Ахмети почна да му смета и Охридско лето. Забелешката му е дека на овој меѓународен фестивал на кој патем учествуваат уметници од цел свет, немало доволно албански обележја. Само ден потоа се пожали дека што на некоја си пресконференција некој министер не користел албански јазик и немало албанско знаме, што било дискриминација против албанците. Значи и од УИ да е, премногу е веќе. Ова не се трпи. Што сакаат? И дома кога се карам со децата да има до мене преведувач кој ќе преведува на албански? Па навистина доста е. Како што гледам во оваа наша Македонија, сите може да бидат националисти. Албанци, грци, бугари, кои се не. Само ние македонците не смееме да писнеме. Демек сега по доаѓањето на новата власт, како држава, сме паднале во македонска националистичка темнина, како што напише еден колумнист албанец. Чекайте ме малку. А тоа што цели 2 декади цела држава беше заложник на етнички национализам, предводен од УИ, кога поставува услови дека мора да има албанци во влада, инаку ќе има војна, тоа што е? Тоа е борба за права, а не национализам. Кога се ставија премиер албанец со политички договор без да излезат на избори, тоа беше символ на еднаквост, нели? Тоа што имавме министри кои на пресконференции изборуваа само на албанци, тоа што беше? Во времето на СДСМ и ДУИ ние имавме етнички монопол, каде што представниците на едно малцинство, и тоа длабоко корумпирани представници, раководеа со државата. И сега, ако после сето тоа ние македонците кажеме доста е, кога ќе пружиме своевиден идентитетски отпор, тогаш тоа било македонски национализам, што било неприфатливо. Тоа што Македонија тапка во место на патот кон Европа, тоа што сме стално под силен притисок да го менуваме уставот, името и историјата, изгледа не е доволно понижување, па сега уште фали ДУИ да ни држи лекции. Според нив, сите може да кажат нешто, само македонецот треба да молчи. Па луѓе, ние сме единствена држава во Европа која мора да се правда, да го правда името, да го докажува каков јазик говори, каков народ живее тука, каква култура има. Нема веќе како и досега. Таа приказна заврши.